Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Спасувачка драма во Охридското езеро. Ветрот искршил едрилица, езерската полиција спасила 4 патници. И партијата на пензионерите ја напушта коалицијата на СДСМ. Повеќе и верување на власта во напорите за подобар пензионерски стандард. Мој термин ќе добие нов систем. Али уверува дека ќе создаде процес за добар здравствен протокол за лекување. Повредени и приведени во синоќешните студентски протести во Белград. Вучиќ употреби сила. Летниот период и безбедноста во сообраќајот, за полициските контроли и ефектите, зошто македонските возачи тешко ги минуваат навиките, патиштата и безбедноста, јавниот сообраќај како алтернатива, како допомогу жртви во сообраќајот. Тема на денот со Игор Мидрески, аналитичар за безбедност во сообраќајот. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Новиот министер за здравство амбициозно најавува дека ќе успее да воспостави систем во актуелниот мој термин со кој ќе овозможи поквалитетно здравство. Како тоа би функционирало, што ќе значи за пациентите? Деталите ги има Александар Динев. Ако матичните или специјалистите во болниците и поликлиниките не ги направат потребните испитувања, нема да можат да ги пратат пациентите на клинички. Азир Алиу информатичките вештини ќе ги применува во здравството. Тој најави нов систем поврзан со мој термин, кој ќе содржи прецизно дефинирани протоколи, како да се одвива лекувањето од примарно преку секундарно до терциерно ниво, бидејќи правичните анализи покажале дека 70% од пациентите директно се праќале на клиника. Според министерот, системот нема да дозволи креирање на упати доколку претходно не се направени потребните дијагностички процедури, а ќе се евидентира и кој доктор како и колку работи. Системот нема да му даде можност со тоа што ќе има ние како IT рековме црвено бутонче, каде што самиот лекар, без разлика дека не ги поминува сите здравствени патеки, индикатори, он може да го пренасочи кон терцијално здравство, така да он ќе добива поени колку пациенти на месечно ниво фактички праќа на терцијално здравство без да ги помине сите чекори во системот. Тоа ќе значи дека ќе имаме јасни индикатори за секој доктор во државата, дали услугите што треба да ги нуди во примарно и терцијално ги нуди или само прави редирект на пациентите од примарно на терцијално. Сите овие податоци јавно ќе бидат достапни на веб страницата на Министерството. На овој начин ќе се обезбедат прецизни податоци колку кадар има во јавното здравство и со каква опрема располагаат болниците и клиниките. Алиу им дал обврска и на директорите секој месец да му доставуваат извештаи што сработеле. И јас како министер пред вас и пред граѓаните давам отчет, ке мора и ке треба секој директор исто така да дава отчет. Јас барам од сите директори, имавме средба, на месечно ниво да поднесуваат извештај со сработеното и со активностите за наредниот месец, за да може да компарираме кои активности се завршени, кои активности ги чекаме наредниот месец, се со цел да помогнеме таму кај што има потреба институционално да се помоги. Сите граѓани кои имаат забелешки, предлози или некаков проблем во здравството, секој петок може да му ги соопштат на министерот, но претходно треба да закажат термин преку алатката Отворен кабинет на интернет страницата на Министерството, но Алиу рече дека првите 15 термини веќе биле резервирани. Александар Динев, Сител телевизија. Следната учебна година ќе биде прва во која учениците нема да имаат печатени свидетелства. МОН најави само електронска верзија за успехот на учениците. Наместо свидетелство во печатена форма, од идната година годишниот успех на учениците ќе може да се следи само електронски. Не една година од водењето на Министерството, министерката Јаневска најавува дека кога масовно ќе се пушти новиот надграден електронски дневник, нема да се трошат пари за печатање на свидетелствата, освен за учениците кои ќе аплицираат за учење во странство. Надградената форма на електронскиот дневник предвидено е училиштата преку нивните системи да ги поврзат сите документи кои што ќе им бидат потребни за да може да се запише ученикот. Искрено се надевам дека тој процес ќе успееме да го решиме за една година, затоа што всушност поврзувањето на електронскиот дневник со училиштата се уште во овој момент го тестираме.
Тој е пуштен низ цела Македонија и во овој момент немаме никаков проблем, затоа следната година кога ќе се видиме, овој проблем ќе го нема. Испрати порака и до наставниците и до учениците, заеднички да се подобри знаењето за да нема лоши резултати на крајните тестирања. Спред Јаневска во тек се постапките за набавка и печатање на учебниците кои ќе се користат од септември, вклучително и оние по странски јазици кои не достигаа 6 години. По однос на инфраструктурните инвестиции, последнава година биле вложени 2 милиарди денари за нови 7 училишта, 20 објекти се реконструирани, а се градели уште 4 нови спортски сали, продолжува реконструкцијата на 2 студентски дома во Скопје. А за една година владење, Јаневска и владата добија единица од СДСМ. Од партијата реагираа дека образованието на работ на целосен колапс, а системот девалвиран. Дополнително министерката донесува закони без јавна дебата и без вклучување на засегнатите страни. Лицитира со бројки колку наставници ќе останат без работа, без понудени решенија. Трансформира работни односи по партиски клуч. Наместо квалитет, хаос. Наместо реформи, притисок и незнаење. Оваа образовна политика не заслужува пофалба, туку итна интервенција и одговорност. И оваа година уписите во средните училишта се вршат електронски и со физичко носење на документите во училиштата, бидејќи според министерката не сите имале пристап до e-формата на пријавување. Според министерството, близу 17.000 ученици годинава се запишани во средни училишта со првиот уписен рок. Утре пак учениците ќе можат да се пријават на вториот уписен рок за слободните места кои што се останати во сите училишта. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. И партијата на пензионерите ја напушта коалицијата на СДСМ. Повеќе и верување на власта во напорите за подобар пензионерски стандард. Втор конгрес на Знам. Димитриевски уверен во растот на партијата. И партијата на пензионерите ја напушта коалицијата на СДСМ, смета дека актуелната власт им овозможила добри услови на пензионерите, поради што тие немаат потреба да бидат опозиција. Ова е втора партија во рок од една недела што ја напушти коалицијата откако тоа го стори и Дом. Под Дом и партијата на пензионерите официјално ја напушта коалицијата на СДСМ. Социјалдемократите неколку месеци пред локалните избори се соочуваат со проблем да ги задржат помалите, но традиционални партнери на своја страна. Председателот на партијата на пензионерите Николовски вели дека одлуката била неминовна, бидејќи такво било расположението на членството. Дополнително во вторник ќе биде донесена и официјална одлука. Оваа партија да влезе во преговори со владеачката ВМРО ДПМН за предстојните локални избори. Николовски веќе му е соопштил одлуката на Филипче. Му кажав како е расположението на пензионерите, особено што активната власт со последното усогласување на пензиите 2 пати по 2500, ние имаме прв пат во историјата процентот на минималната пензија во однос на минималната плата да биде над 70% и процентот на просечна пензија во однос на просечната плата над 60%, а тоа е зашто партијата на пензионери се подолго залагаше. Актуелната власт ги има најголемиот дел од пензионерите на своја страна. Така да ние како партија треба да бидеме со власт. Али тоа не значи дека сме привезок нити на ВМРО, нити на СДСМ. Во разговорите со ВМРО ДПМН, пензионерите бараат советници во повеќе општини, потоа кандидат за градоначалник во Карбинци, но и членство во управни одбори на локално и на централно ниво. За Николовски е важно партијата на пензионерите да добие места во управните одбори во ПИОМ и ФЗО. Од СДСМ засега не признаваат дека имаат проблем во коалицијата. Секоја партија носи одлуки врз база на сопствени проценки, иако сметаме дека ваквата одлука долгорочно ќе се погаже како погрешна за партијата на пензионерите. Традиционалната коалиција предводена од СДСМ продолжува со соработка. Разговараме и за потенцијално нови коалициски партнери, заедно ќе ги понудиме најдобрите решенија за граѓаните на локалните избори. Велат од Бихачка. Идентичен одговор СДСМ даде и предходно кога и Дом објави дека излегува од коалицијата. Преку соопштение Дом објавија дека се работи за принципиелен чекор за заштита на интегритетот
сајтот на партијата. За локалните избори најавија Коалиција за зелена иднина отворена платформа за идеи и поддршка на автентични локални кандидати од граѓаните за граѓаните. Сличен концепт најавија и од ЛДП на Зајкова. Иако формално одлуката не е донесена, на локалните избори одат самостојно, а не е исклучено да соработуваат со граѓански и независни кандидати за градоначалници и советнички листи. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Максим Димитриевски реизбран за претседател на ЗНАМ на денешниот втор конгрес уверен е дека партијата ќе расте. И над 420 делегати кои што денеска присуствуваа на вториот изборен конгрес на партијата и ми ја дадоа довербата во следните 4 години да ја предводам оваа нова, но сериозна политичка партија која што ден во ден се шири на македонскиот политички простор. Очекувам победа на сите кандидати на ЗНАМ во сите општини каде што ќе имаме своји кандидати, бидејќи ќе излеземе со најдобрите понуди. Ако не повеќе, ЗНАМ може да се пофали дека знае успешно да менаџира со своите кадри во локалните самоуправи каде што менаџира. Актуелни се во моментот и течат разговорите со нашиот партнер од ВМРО ДПМНЕ. Верувам дека ќе биде постигнат тој договор. Се уште немаме разговарано за взаемна поддршка. Сметам дека соработката со ВЛЕН оди во една позитивна насока, но сепак ние владината програма и партиципацијата наша во овие избори усогласиме со најголемиот владин партнер, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. Времениот градоначалник на Кочани смета дека требало да има и морална политичка одговорност за трагедијата. Тројца повредени, се уште на лекување во странство. Спасувачка драма во Охридското езеро. Ветрот искрши едрилица, езерската полиција спаси 4 патници. Времениот градоначалник на Кочани смета дека е потребна морална политичка одговорност за трагедијата. Во меѓувреме, роднините на загинатите бараат правда, тројца од повредените во пожарот се уште се на лекување во странство. Морална одговорност требаше да има од највисоките политички кругови за најголемата трагедија во Македонија, веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски во интервју за Радио Слободна Европа. Вели дека доколку министерот за внатрешни работи си поднел оставка од морални причини, ќе дал позитивен политички пример. Го повика премиерот Мицкоски да отиде во Кочани, бидејќи само со помош на централната власт може да се издигне повторно градот. Во ова ситуација конкретно министерот за внатрешни работи, јас не велам дека негова е одговорноста да се правно формално, меѓутоа тој и текако има одговорност како една година министер, најмалку од се да биде позитивен политички пример. Крстевски вели дека нема доверба во судскиот систем, бидејќи низ примерите во минатото. Дел од судиите се наклонети кон политичко влијание, но вели јавноста будно ќе го следи целиот судски процес, за да нема простор за било какви влијанија. Во меѓувреме на вчерашниот марш на ангелите во Кочани, семејствата на загинатите повторно изјавија дека не се задоволни од обвинението, во кое се опфатени само 34 лица за трагедијата. Побараат судиите да судат фер за смртта на нивните најблиски. И судиите, еден апел до нив, криво нека седат, право нека судат. Оти они не се тие што треба да на некој маката ја злоупотребуваат и да се нервират некој од нив и да умират секој ден. Ако мислат дека дома ќе носат крвави пари и мртви пари со нашите деца, нека мислат. А има одозгоре кој ќе им пресуди на нив. Па се нека седат, нека размислуваат дома. 5 пати нека мислат, еднаш нека сечат. За рехабилитацијата на повредените од пожарот, министерот за здравство информираше дека третманите на првата група која напониква се при крај, а на средината на јули ќе продолжи на рехабилитација и втората група на повредени. Таму младите сакат да продолжат и понатаму. Имаме барање од некој од нив за да можат и со втората група, ако има место да продолжат. Втората група ќе биде најверојатно втората половина од наредниот месец, бидејќи сакаме после завршувањето на првата група 2-3 дена да имаме наши состаноци, да видиме што може да се подобри од таа програма што во моментот оди таму. Тројца од повредените во пожарот во Кочани се уште се на лекување во странство, а нивната здравствена состојба е стабилна, соопшти Алију. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Граничната езерска полиција во Охрид синоќа спасила 4 лица, откако поради силен ветер се превртела едрилица со која тие пловеле. Вистинска драма во длабочините на Охридското езеро. Полицијата излече 4 лица од Охрид и ги спаси од можна трагедија.
Инцидентот се случил откако поради силниот ветар и брановите дошло до кршење на крмениот лист, пошто лицето кое управувало со пловилото изгубило контрола. Во текот на вчерашниот ден, имено во 19:30 часот, во езерската полиција во Охрид пријавено е дека неколку лица од пловен објект кој што бил во водите на Охридското езеро на околу 2,5 километри од езерскиот брег бараат помош. Веднаш по добивањето на пријавата, полициски службеници со службен глисер итно се упатиле кон посочената локација, каде се забележани 4 лица на едрилица кои извикувале и барале помош. Полициските службеници ги превзеле сите неопходни мерки, лицата безбедно се пренесени во полициската станица кај каналот Студенчиста, а исто така безбедно е извлечена и едрилицата, на која поради лошите временски услови со силен ветар и бранови дошло до кршење на крмениот лист, пошто лицето кое ја управувало едрилицата изгубило контрола врз пловниот објект. Охриѓаните на едрилицата гласно барале помош. Како резултат на брзата интервенција на граничната полиција, спасените лица се извлечени без повреди, а ситуацијата е ставена под контрола. Езерската полиција во континуитет презема контролни и други активности со цел безбедноста на вода да биде на високо ниво, безбедноста на вода да биде стабилна и поволна и се разбира и ова лето да помине без несакани инциденти во езерските води. Од полицијата уште еднаш апелираат до сите граѓани и туристи да внимаваат при користење на пловните објекти и да ги следат временските услови, особено кога се работи за едрилици и други пловила без моторен погон. Нина Ритоновска, Сител телевизија. По тема на денот вечерва разговараме за безбедноста во сообраќајот. Мој вечерашен гостир Игор Митрески, инженер за безбедност во сообраќајот. Добро вечер. Добро вечер. О претходниот прилог е некоја врста пак сообраќај, кој е воден сообраќај. Сепак случајот завршил без последици во Охридското езеро. Имаме еден период во кој што најчесто случуваат сообраќајни несреќи. Какви се вашите размислувања во поглед на тоа? Каква е моменталната состојба со безбедноста во сообраќајот? Па да, токму така, овој период е периодот со најголем број на жртви и повредени во сообраќајот и скоро сите европски земји го третираат како ризичен период, тоест периодот од мај до крајот на август. Се случуваат скоро 2/3 од вкупниот број на сообраќајни несреќи на годишно ниво. Дали има некакво подобрување? Па да, има одредени подобрувања по однос на конкретно за патната инфраструктура. Во изминатиот период бевме сведоци на доизградба на одредени делници, тоа мислам делниците кај Ранковце, Крива Паланка, Свети Наум Охрид, понатаму кај Гевгелија Богданци, мислам, Подмоле Охрид исто така еден дел се заврши, што во принцип влие за подобрување на состојбите во сообраќајот и за намалување на бројот на жртви кој не е мал. Колку е клучен, колку е важен делот од патната инфраструктура за безбедноста на еден сообраќај, со оглед тоа дека не имаме малку автопатишта, некако повеќе се оди на експресни патишта, кој што чинам дека последниот статистики покажуваат дека голем дел од жртвите, односно сообраќајните несреќи се токму на тие експресни патишта. На што е тоа резултат? На немање совест за возење, на преголема ограничена дозволена брзина или на лоша изградба на патишта? Па да, тие патишта се малку поризични од автопатиштата и ние бевме сведоци на доста сообраќајни несреќи на потегот Штип-Кочани. Сега, каде е проблемот? Веројатно проблемот е во брзината на возење на возачите и најверојатно до темпераментот на возачите. Нема никаков проблем по однос на дека патната инфраструктура не е добра. Може би повеќе станува збор за сообраќајната култура, да речеме. Апсолутно, да. Сообраќајната култура е многу значаен фактор за подобрување на состојбите. И добро, таа сообраќајна култура како се гради, да речеме? Сообраќајната култура се гради од мали нозе, значи за сообраќајната култура е потребна континуирана едукација, понатаму правилно спроведување на оној процес за полагање на возачки испит,
и се разбира на крај доколку одредени учесници во сообраќајот се неколкукратно несовесно се однесуваат во сообраќајот и на принцип на репресија и на принцип на казна. Добро, изминатиот период МВР, особено по оној случај што имавме на Партизанска и некои други случаи кои што имавме жртви во сообраќајот, МВР имаше засилени полициски контроли. Читам дека тие на одреден моменти даваат ефекти, меѓутоа на долгорочен рок какви се вашите проценки? Дали може кога зборуваме за градење на совесна култура на возење, на промена на менталитет на возење, да се постигнат посаканите ефекти, да речеме, на овој начин, или се потребни промени, имаше некои измени на законите за безбедност во сообраќајот? Како се тоа го коментирате, да речеме? Па да, потребна е опсежна анализа и потребно е да се вклучат повеќе институции. За жал, токму така, како носител или како фронтмен на целата проблематика сообраќај се појавува Министерството за внатрешни работи и другите институции кои што се учесници во проблематиката сообраќај малку понеажурно ја работат својата работа. Абстрахирајќи го од ова Министерството за транспорт и врски, како што спомнав, бидејќи тие и јавното предпријатие за државни патишта вложуваат во интензивност на подобрување на патната инфраструктура. Меѓутоа, исто така важна институција која што поактивно треба да се вклучи во овој процес е Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. За жал, мислиме дека нивната работа не соодветствува на тоа ниво да се подобруваат работите. Треба поголема вклученост на граѓанскиот сектор, мислите? Тоа го имаше нотирано и Државниот завод за ревизија во еден свој извештај, а се разбира и граѓанскиот сектор треба да дава активна улога во целиот процес на подобрување на состојбите во сообраќајот, од аспект на подобрување на законските регулативи, едукација и така натаму. Имаше една идеја, например, пошто многу сектори се поврзани околу сообраќајот, да речеме, обележувањата, патните делови се, некои се надлежност на општини, некои се надлежност на транспорт и врски, некои се надлежност на Министерство за внатрешни работи, како тоа се интегрира, да речеме, како систем кој би возложил подобар. Тоа е проблем на општеството, бидејќи во одредени ситуации имаме префрлање на топката од одредена до друга институција. Сведоци сме конкретно за Скопје по однос на јавниот превоз, за обележување на пешачките премини, дека не е баш на она ниво кое што го заслужуваат граѓаните. Како се подобрува? Па ние имавме една иницијатива која што долги години се тера за формирање на агенција за сообраќај која што ќе ги координира овие активности, меѓутоа до сега нема волја за формирање на таа агенција. Ќе видиме во иднина како ќе се одвива целата. Имаше една иницијатива околу регулирање на начинот на полагање на возачки испити, стана и политички проблем. Како вие коментирате тоа? Тоа е многу важен процес во државата, значи полагањето на возачкиот испит треба да ги подготви идните возачи за квалитетно учество во сообраќајот, да им создаде некаква сообраќајна етика и така натаму, која што ќе ги прати цел живот. За жал, последните години бевме сведоци на типично корумпиран процес, бидејќи ретко можеше да се најде човек кој положил за автомобил, замислете, 21 век, на права, не баре полага за некакво летало и така натаму. Меѓутоа, тој процес не беше направен за да ги научи учесниците во сообраќајот, туку беше намерно искреиран да се врши некаква корупција. И сите знаеме дека во таа корупција беа вклучени оние, не знам, центри за полагање, автошколи и така натаму. И навистина ми е драго што работите почнуваат да се менуваат, иако се кажува дека, не знам, политички инструментализиран и така натаму. Меѓутоа сметам дека ова работа треба да се смени. Сметам дека е многу важна за процесот на подобрување на состојбите во сообраќајот. Какви се статистиките? Последно имаме
пад, раст на жртвите во сообраќај? Па сега Или константна? Квартално немаме направено некоја анализа, меѓутоа бројките се движат од 120 до 150 секоја година и за жал се огромни во споредба со Европска унија или она маркирна вредност која што ја дава Европска унија, средна вредност од 44 жртви на милион жители, ние сме многу повеќе. Има некои европски земји кои што се и под таа маркирна бројка. Скандинавските земји, Малта исто така има доста низок број на жртви во сообраќај и така натаму. Се надевам дека сите тие активности кои се прават за подобрување на процесот на полагање, системите за надзор или оние популарно наречени Safe City, дека ќе вродат со плод, меѓутоа пак ќе кажам и културата на однесување во сообраќајот многу важна. Има ли ефект, например, добриот јавен превоз сепак? Кога збориме за Скандинавија, таму многу малку се вози кола, повеќе се вози со јавен превоз. Значи имаме една идеја сега за, например, у Скопје некои улици да бидат затворени за сообраќај. Тоа ќе помогне или ќе одмогне во безбедноста на земјата? Да, светски трендови се, тоа во светот се нарекува и патна диета за смалување на просторот на движење за возилата за сметка на зголемување на просторот за велосипедите, тротинетите и така натаму. Да, овие иницијативи се добри. Мислам дека иницијативата беше на општина Центар за затворање на Девармало за викенд. Тоа јас и во една емисија кај на ваш колега Канал 77 ја кажав дека Борис Џонсон 2013 или 2014 кога беше пред градоначелник, се извинувам, на Лондон, донесе една иницијатива за затворање на централното градско подрачје на Лондон и со тоа се подобрија работите во сообраќајот. Тоа би било добар пилот проект во Центар за да видиме дали и е можно затворање на Центар за сообраќај во иднина. Благодарам за ова гостување, да се надеваме дека ќе имаме мирно лето без голем број жртви, посакуваме ни една жртва во сообраќајот, но да се надеваме дека ќе биде сепак имаме мирно лето. Да се надеваме, да, ви благодарам многу и на вас за поканата и поздрав до гледачите. Мој вечерашен гостин Игор Митрески. Пожар денеска избувнал во атарот на Валандовското село Јосифово. Центарот за управување со кризи информира дека гори сува трева, а поради силниот ветер и високите температури огнот брзо се шири кон населени места. Но на терен интервенирале пожарникари од Валандово и Гергелија. Според информациите на ЦУК, на терен се 7 пожарникари со 4 возила. По барање на градоначалникот, преку бројот за итни повици 112, побарана е воздухопловна подршка и дополнителни тимови за спасување со пожарот. Брод ќе добие дневен центар за деца со посебни потреби. Македонски Брод наскоро ќе добие дневен центар за деца со посебни потреби. Општината е на прво место во Македонија по глава на жител според бројот на згрижувачки семејства, каде најголем дел од тие деца се со посебни потреби. Отворањето на овој дневен центар ќе има огромна улога за помош на овие семејства, но и ќе биде место каде што децата од страна на стручни лица ќе бидат учени на основните животни вештини. Центарот има капацитет да прими 24 лица, распоредени во 2 смени. Овај проект е произлезен директно од нашите граѓани, затоа што нашата општина по глава на жител има најголем број на згрижувачки семејства, особено на дечина со посебни потреби, покрај што определен број на дечина што се со процесот на инклузија се во редовниот процес на образование. Другиот дел на дечина кој не може да ги користат тие услуги е неминовна потребата од дневен центар во градскиот дел, односно во општина Македонски Брод. Можеме да се пофалиме дека имаме искуство во овај дел, затоа што еден дневен центар имаме во селото Манастирец, сега е неминовна потребата од дневен центар во градскиот дел, затоа што бројот на дечина згрижени во згрижувачки семејства е доста голем. Според планот, во центарот треба да се вработат и 5 стручни лица, кои што ќе работат со овие деца. Секој од нив би престојувало тука според неговиот степен на развој. Локацијата е многу добра, има пристапни патишта во централно градско подрачје. Сметам дека бенефит би имале пред се децата, а исто така и згрижувачките семејства. Тоа значи дека ние како општина големо внимание обрнуваме за развој на социјалните услуги.
Согласно капацитетот на самите дечиња, нели стручниот тим би го проценил тоа, би направил проценки, согласно проценката, согласно можностите на самото дете, би било во определен период во дневниот центар, каде што согласно неговите потреби ќе се овладува определени вештини. Тоа значи дека процесот на згрижување го подигнуваме на едно многу повисоко ниво. Отворањето на дневниот центар ќе биде и дополнителен мотив и стимул повеќе семејства од овој град да згрижат деца со посебни потреби. За Сител, Дарко Штарговски. Во продолжение блог вести од светот. Бран од инциденти во центарот на Белград почна откако беше прогласен крај на синокешниот протест кој го организираа студентите во блокада на плоштадот Славија. Дека протестот е